Добро вечер со Кот. Помина една година од кражбата во Музеот на Македонија, но до денеска ниту полицијата, ниту судот не разјасни кој беше крадецот во музеот и каде завршија артефактите. 7 мина, од кои 6 мина се вработени во музеот, добија вкупно 31 година затвор. Но во Македонија постојано останува отворено прашањето кој го краде културното наследство и во чии витрини завршува. Кражба на векот, вака медиумите ја нарекоа кражбата во Музеот на Македонија. Полицијата изброи 164 украдени артефакти, но ниту снимките во депото, ниту камерите не помогнаа да се открие вистинскиот крадец. Перо Јосифовски, поранешен директор на музеот, 8 години и 8 месеци. Златко Видевски, кустос во музеот, 6 години и 8 месеци. Часлав Кузмановиќ Златар, председател на Друштвото на нумизматичари, 7 години и 8 месеци. Јован Кондијанов, председател на Комисијата за набавка на музејски експонати, 3 години. Совка Кушовска, ракувач со депото во музеот, 3 години. Андреј Ежов, член на Комисијата за набавка на музејски експонати, 1 година. Дарко Кржовски, член на Комисијата за набавка на музејски експонати, 1 година. Ова е листата на осудени за случајот што полицијата го назначи со кодно име музеј. Сите, освен Часлав Кузмановиќ, кој е Златар, се вработени во Музеот на Македонија. Кражбата беше откриена во октомври, а веќе во март судот ја донесе пресудата. Ниту обвинетите, ниту нивните бранители не очекуваа вакви казни. Замислете, за дела без докази кои што не ги сториле, беа прогласени за виновни, а при тоа крадците не се најдени, а именно тоа го посочува и судот во пресудата, бидејќи сторителите се НН. Тоа беше повеќе за да се прикрие едно пошироко неработење и да се прикрие неможноста да се најдат вистинските крадци. Сметав дека судот многу лесно ќе утврди вистината, но за жал сметам дека тоа не беше негова примарна цел, како што кажав, примарна цел беше само да се верифицира поднесената кривична пријава таква каква што е. Вредноста е непроценлива, така беше спомнато и во текот на постапката. Апсурдноста е многу голема што една непроценлива вредност да не знаеме каде е завршена и дали завршила во нечи джебови или сефови или колекции така натаму. Тоа Македонија има право да го знае. Две битни работи не достигаат за цело време. Крадецот и украдените предмети. Ниту еден од седумината не е осуден за кражба на предмети, ниту кај еден од нив не се пронајдени артефакти. Ниту полициската истрага, ниту судот не открија кој се закитил со украденото национално богатство, ниту пак во чии витрини сега се наоѓа. Битно е дека недостатокот или неможноста да се открие сторителот од органите на прогонот на еден начин беше мотив да се најде некој кој ќе биде виновен за сторените дела. Артефактите не се најдени, ниту пак се прави обид да се најдат артефактите, ниту пак некој ги бара артефактите. Едноставно артефактите ги нема. А при тоа мојот клиент, кој што е трето обвинет во текот на постапката, е осуден за ова дело, а што е најкарактеристично, тие предмети не се прогласени ниту пак за културно наследство, ниту пак се државна сопственост. Но обвинението се темели врз 3 главни точки. 162 златни предмети се исчезнати, тврди полицијата, од 5 збирки во Музеот на Македонија. 4 златни предмети кои биле предадени за леење калапи, откуп на монети. МВР ги покажа овие фотографии од исчезнатите предмети. До денеска нема каталог или збирка на точно утврдени предмети кои ги нема од музејското депо. Предметите се чувале не во една, туку во 5 депоа. Постоела и така наречена приемна соба или место каде се подготвувале пронајдените артефакти и каде се утврдувала нивната вредност. Секој влез и излез од депоата е снимен на безбедносните камери, а секој влез и излез на артефакт е нотиран во деловодната и депојната книга. Тоа е музејската процедура. Ние ги погледнавме тие снимки и од нив и од другите материјални докази јасно произлезе дека целокупната граѓа или
оние предмети кои недостасуваат биле во музеот на 16.10.2013 година, кога е сниман документарен филм и кога се снимани дел од предметите, за што постојат и снимки, до периодот од 29.10, тој од прилика после 2 недели, кога првпат е утврдено дека недостасуваат предмети од определени збирки. Ова се однесува за предмети кои се користени за комерцијални цели и за снимање на документарен филм. Вака е запален алармот. Музејските работници јавуваат на полицијата дека недостасуваат предмети, односно во книгите се впишани дека се вратени, но во депото ги нема. Тоа се обетки со гулабици, обетки со лав, обетки со представата на Ероси и една диадема. Сите процедури се почитувани, меѓутоа при тоа не е констатирано во текот на судската постапка дека не е почитувана од страна на ракувачот на депото постапувањето согласно правилникот за ракување на депото. Доста од сведоците јасно посочија кој може да биде сторител на ова кривично дело, кој влегувал во сите депоа, што впрочем и се покажа со снимките од камерите. Останатите со обвинети и адвокатите упатуваа дека совка ја има во ова депото, тоа е сушност доказ дека таа мора тамо да биде. Тој е работа тамо да биде присутна, но не била сама. Адвокатот на поранешниот директор Перо Јосифовски и на кустосот Златко Видевски тврдат дека во февруари 2012 заедно со ракувачот на депото Совка Кушовска се потпишани на книгата дека предметите се вратени. Но обвинителството тврди дека Јосифовски и Видовски, иако знаеле дека недостасуваат 4 предмети, сепак го потпишале реверсот и тоа го криеле се до истрагата. Ние инсистиравме да се погледаат снимките беа погледани, меѓутоа во самата пресуда не беа објаснети и не беше земено во предвид, воопшто не беа земени снимките во предвид, кој влегувал, како влегувал, иако ракувачот на депо самостојно одговара и сноси самостојна одговорност за своите постапки. Адвокатот на Кушовска Димитар Адангов смета дека е неетички нападот на неговите колеги кон обвинет во постапката. Предпоставените на Совка, како нејзини предпоставени во текот на постапката, целиот тек на постапката, но многу силно тоа го направија во завршниот збор, се бранеа со напад врз Совка како работник. Мојот впечаток беше дека тие всушност вршат задоцнето раководење со музеот. Но парадоксот е тоа што раководењето со музеот го правеа во судницата, а не пред да влезат во судницата. Адвокатите на кустосот и директорот сметаат дека на камерата јасно се гледа кој најчесто сам влегува во депото. Судот очигледно привилегираше определени учесници во истата за сметка на Златко Видевски и дека на тој начин и ја водеше постапката и ја донесе одлуката. Во една таква ситуација каква што се најде Совка нападната од сите останати, знаете кој ликува? Ликува само обвинителот. Не обвинетиот, кој што се брани на таков начин. Совка Кушовска доби 3 години затвор за несовесно работење. Судот ги прифати доказите на обвинителството за предметите кои не достигаат, но не и фактите на одбраната, кои посочуваат дека трите пара обетки и диадемата во септември 2012 година се представени на изложба, на која директорот Перо Јосифовски му ги покажува 4 предмети на премиерот, а подосна истите се снимени и на филм. Монети и статери, меѓу кои и оние од античкиот период, со ликот на Александар, денеска го красат археолошкиот музеј, како една од најважните збирки музејски експонати. Се наоѓаат во археолошкиот музеј, представуваат гордост на Македонија и откупени се по пазарна цена која што се откупува на меѓународниот пазар. Купени се во 3 наврати од страна на музеот со одобрение на Министерството за култура во 2009, 2010 и 2012 година. Некогашниот директор Јосифовски е археолог, нумизматичар, чии научни трудови се токму од оваа област. Монетите се откупени од осудениот златар и нумизматичар Часлав Кузмановиќ. За тоа е формирана и комисија во музеот, но и членовите на комисијата, заедно со директорот и златарот, се осудени.
се одредувале пари од Министерството за конкретни монети, тоа се токму овие монети што комисијата формално практично ја завршила, ја финиширала постапката со откупот. Инаку овие луѓе практично и не се специјалисти за нумизматика, тие се подпирале на мислењата на други специјалисти, мислењата на целата оваа постапка која што е помината. Вината на комисијата според судот е што не го открила потеклото на монетите. Како изгледа таа проверка на потеклото, на никој не му е јасно, за тоа не е направен правилник, нема никакви акти за тоа што треба да еве на комисија, например, за набавки да бара, за да утврди дека потеклото е во ред. Сведокот повикан од Народната банка на судењето изјавил дека монетите се откупени со вистинска вредност 25.000 евра и дека државата не е оштетена. И самиот музеј, представникот на музејот на Македонија, наведе дека не предјавува оштетно побарување, затоа што тие си ги имаат монетите, тие монети се ставени на почесно место во поставката на новиот археолошки музеј. 18 сведоци на одбраната се сослушани. Многу снимки од камерите се изгледани, но пресудата тешка 270 страници ги посочи како виновници 7 од кои 6 вработени во музеот. Она што најмногу недостасува се златните предмети, но и предмети за кои не било утврдено дали се артефакти, бидејќи биле во процес на обработка. Одбраната на музејските работници одела кон тоа дека на овие луѓе, чија пасија им е археологијата, не може да им се препише дека го крадат она што претходно го пронашле и го регистрирале како свој пронајдок. За еден научник предметите имаат важност само доколку се наоѓаат заедно со податоците на местото каде што се ископани. Нашето сомневање е дека станува збор за еден измислен случај кој што од самиот почеток никогаш не ги бара виновници, сторителите, туку бара само лица кои што ќе бидат прогласени за виновни. До денеска полициската истрага остана на истиот број предмети кои ги регистрираше како исчезнати – 166. Осудените во најголем број се во притвор и ја чекаат одлуката на апелациониот суд, кој треба да утврди дали првостепениот суд бил во право кога ги осудил. Во меѓувреме, ниту полицијата, ниту обвинителството, ниту судот не се занимаваше со најбитната работа – кој ги украде музејските артефакти, дали се работи за организиран криминал и каде заминале тие – во рацете на приватни колекционери, преку границата или во депоата на откупувачите на црно, кои чекаат подобри времиња, случајот да се заборави, па потоа да ги извадат на аукциите на црниот пазар на културно наследство. Веднаш по грабежот код направи реконструкција, кога за прв пат музејските работници забележале дека снемува артефакти, кога пријавиле, кога дошла полицијата, каде се завршувале предметите за комерцијални и други цели. Миомир Серафиновиќ ја има оваа реконструкција. ноември 2013, среда попладне, полицијата добива повик, пријава дека во Музејот на Македонија недостасуваат вредни артефакти. Културното богатство требало да биде префрлено во новиот археолошки музеј и при подготовките во музејското депо е откриена кражбата. Дека нешто недостасува за прв пат е забележано на 29 октомври, по заминувањето на телевизиска екипа која снимала документарен филм по нарачка на владата за античкиот период. Екипата 2 недели снимала антички артефакти. Кога збирките по снимањето биле враќани кај надлежните за нив кустоси, една од нив не можела да најде вреден артефакт. Недостасувал златен антички прстен. Цели 9 дена кустосите и вработената во депото го барале, но само откривале дека и други предмети од други збирки ги нема. Полицијата била повикана. Во првите денови од истрагата имаше голема енигма. Колку вредни предмети се украдени. Кустосите од музејот преку писмено соопштение изброија 121 исчезнат артефакт. МВР во времето на истрагата објави дека недостасуваат 166 артефакти
и дел од нив за кои со сигурно се знаеше дека ги нема, ги објави со фотографии на својот сајт. Фалеа главно златни обетки и копчиња изработени во доцна антика. Најдени се во стоби и исар марвинци, во римски некрополи во кои починатите жени биле погребувани со златен накит. На картиците покрај предметите си имињата на археолозите кои ги ископале. Наместо пред музејска публика, украдените златни предмети се уште се на непозната локација. Депото на музеот е на најниското ниво во зградата која е пуштена во функција во 1980 година, кат под нивото на главниот лез. Во депото се складирани вредните артефакти. Првичните сомнежи беа дека кражбата се одвивала однатре, од луѓе кои имале пристап до депото. Во оваа категорија спаѓаат и вработените научници во музеот, и археолозите, и студентите, и конзерваторите. Но покрај нив, предмети од депото земали и цивилни лица, златари и занаетчии кои за сметка на музеот ги реставрирале и ги комплетирале артефактите. Но досега не е откриено кој ги украл предметите. Во студениот ноември пред 2 години, подземното депо и целиот национален музеј го представува најинтересното и најголемото место на извршен злостор во Македонија. Покрај тоа депото не било покриено и наблюдувано со камери. Извршителите останаа непознати. Тие можеле да пристапат до депото и да подигнат кутии со артефакти. Депото е голема просторија, но оние што го посетиле велат дека нема одредени температурни и микроклиматски услови потребни за чување на вредни музејски експонати. Артефактите таму се чувани во кутии, дел во пластични, налик на избирачките кутии, дел во обични картонски кутии. Списокот на содржината на една кутија бил залепен одвнатре. На списокот стоело што има во кутијата. Археолозите, кустосите, реставраторите ги подигале кутиите со потпис во евиденција. Полицијата открила дека станува збор за евиденција која се водела во обична тетрадка. Во неа се запишувало кој зел кутија со артефакти или пак поединечен предмет. Евиденцијата не била прецизна, па затоа не можело веднаш да се утврди кој ги земал исчезнатите предмети. Покрај тоа, евиденцијата се водела по кутии. Тој што земал одредена кутија, ја враќал истата со истиот број, но многу ретко била проверувана содржината. Дали сите артефакти се во кутијата и се вратени назад во депото. Додека мотивот е чист и јасен, кражба на непроценливо вредни артефакти за кои може да се добие голема сума на пари, времето на криминалното дејство е непознато. Нема насилен влез во депото, а кутиите биле земани и враќани. Кражбата први ја забележале двајца кустоси. Едниот последен пат ги видел украдените предмети на крајот на 2012. Втората кутија од која фалеле артефакти последен пат била отворена во март 2013. 7 месеци подоцна кражбата е откриена. Полицијата се сомневаше дека кражбата се одвивала во повеќе фази, во неколку етапи и во подолг временски период. Сигурно имало неколку извршители со слободен пристап до музејското депо. Како и секогаш при првата кражба, разбойникот помалку и го гризела совест дека ќе биде фатен, но откако полицијата не тропнала на негова врата, а никој не открил дека фалат вредни предмети, тој, односно тие, продолжиле. Предметите се земале од кутијата. Како што објасни и кустосите во тогашното нивно соопштение, крадецот имал време да избира. Не земало штетена стока, туку само цели артефакти. Бидејќи станува збор за ситни предмети, немало никаков проблем да ги стави во джеп и да ги изнесе од депото, од музејот, па дури и од Македонија. Кражбата се одвивала на места каде немало камери, а крадецот немал проблеми да дојде до депото. Полицијата неколку пати тогаш излезе со сериозни закани дека размислува вработените во музеот, без исклучок, да ги тестира на детектор за лаги, на полиграф, во обид да дознае нешто повеќе за крадците. Кустосите во своето обраќање истакнаа:
Секој влегување на костусите во наведените простории се евидентира во посебна книга и се одвива исклучиво во присуство на ракувач на депото. Ракувачот на депото има работна обврска да се грижи за редот и состојбите во депоата и навремено да информира за сите можни промени и недостатоци. Од првиот направен информативен разговор на полицијата со вработените до денес, сите кустоси активно и целосно соработуваат со полицијата со цел да се помогне во истрагата. А полициската истрага дојде и до други информации. При истрагата е откриено и друго, можеби посериозно дело. Во фиоки во канцеларии кај дел од вработените во музеот откриени се предмети ископани на археолошки локалитети. Ги имало во фиоките, но ги немало во евиденцијата на музеот. Ова пракса и порано била забележувана. Например, по работи на локалитети, често археолозите ги задржувале предметите кај себе со образложение дека тоа го прават за истражувачки цели. Најпознат таков пример бил со Охридскиот музеј, каде помеѓу 1991 и 2005 не била правена евиденција на најдените артефакти. Во октомври 2005 било наредено од Управата за заштита на културното наследство да се евидентира богатството. Направена е евиденција, но имало предмети кои се пријавени, а никогаш не биле покажани и донесени во музеот. Меѓу нив се и 2 златни маски слични како онаа од Требеништа. Имало обид да се отвори истрага за археолозите, но Охридскиот јавен обвинител го одбил предлогот затоа што тогаш, пролета 2006, сметал дека не станува збор за организиран криминал. Слични практики имало и во други музеи и локалитети, но со истрагата за кражбата во Националниот музеј е откриено и потврдено дека такво избегнување на процедурите имало и во Скопје. Од МВР тогаш соопштија дека се откриени сериозни пропусти. До сега се утврдени низа пропусти во работењето, во постапувањето на вработените во музеот. Но ова што е откриено по грабежот не е нова работа. Дел од пропустите со условите во депото, обезбедувањето на музеот, одржувањето на збирките е нотирано уште во мај 2005. Тогаш во Скопје пристигнува експертката Барбара Воронцов, која врши евалуација на музеот. Го критикува лошиот покрив кој прокиснува. Потенцира дека има проблем со фонд за откуп на артефакти. Експертската забележала и дека депото, местото на злосторот, уште тогаш имало проблеми со чување на артефактите, што поради честите поплавувања на подрумскиот дел, што поради неадекватниот простор. Очигледно е дека првичниот проект за музеот недоволно ја земал предвид важноста на депоата. Депоата се еднакво со лоша вентилација, со мала или воопшто без контрола на температурата и влагата. Често вработените можат да работат во депоата најмногу по 1 час. Опремата и материјалите за депоата, како полици, шкафови и кутии, се собирани во различни периоди и на различни начини во напор да се направи и поправи. Принципот на работа плукни и залепи во некој сегмент беше потврден и со полициската истрага пред 2 години. Предметите кои исчезнаа може да бидат дадени на потерница на Интерпол, но никој не соопшти за кои од овие украдени артефакти има распишано меѓународна потерница. Тогаш од МВР се надева дека се ќе заврши на домашен терен. Се уште за жал ги немаме лоцирано предметите. Се надеваме дека барем дел од овие предмети можеби би можеле да најдеме во Република Македонија, но доколку се потврди или постојат индиции и сомнение дека истите се изнесени надвор и препродадени, се разбира дека ќе следи соодветна процедура и за распишување на меѓународна потрага по нив. Археолошката збирка од Националниот е префрлена во новоотворениот археолошки музеј. Кражбата на Националниот музеј како аргумент беше употребена и во политичката арена. Пред бланските избори, со 3-годишниот отчет на владата, во графата безбедност и внатрешни работи, како покарактеристична оперативна акција, беше наброена и истрагата за расветлување на кражбата на артефакти од Музеот на Македонија. Стои дека неколкумина експерти и научници во археологијата кои се вработени во музеот биле осомничени за несовесно работење со артефактите. Тогаш кога беше пишуван отчетот, уште не беше ни почнат судскиот процес. Но во него децидно е напишано дека кај двајца пријавени се најдени над 29.000 монети, иако инвентарски броеви во музеот имале само 3.341 монета.
Разликата од над 26.000 нумизматички артефакти никој не ја објасни. Иако и во отчетот стои расветлена кражба во музеот, украденото уште не е најдено. Нема одговор на прашањето каде се украдените обетки од античките некрополи и кој ги стави во свој джеп овие примероци од националното богатство на државата. Семејствата на осудените по пресудата се во шок, казната ја нарекоа драконска. Апелациониот суд допрва ќе одлучува дали првостепениот суд одлучувал праведно. Ова се само дел од насловите кои осамнаа на медиумите на 27 февруари 2014-та. Некои ја нарекоа кражба на векот, други коментираа сефови со непроценливо богатство се изнесени од музејските депоа. Се отвори прашањето каде завршиле. Седумина се вмешани во криминал со културното наследство, меѓу нив и двајца директори на музејот, еден поранешен и еден програмски. Ја злоупотребиле службената положба, несовесно работеле, оттугиле културно наследство кое е особено важно за државата, се кривичните пријави кои полицијата ги поднесе. Со ова јавноста ги осуди уште пред тоа да го стори судот, вели сопругата на Златко Видоевски, кој е прво обвинет во случајот музеј. Истиот ден имаше изјава од министерката за внатрешни работи дека е решен случајот на милиониумската кражба во музеот. Со самата изјава на министерката, нивната судбина беше запечатена. Значи, истиот ден они веќе беа осудени. Се започна во ноември 2013-та. Дел од луѓето кои сега се осудени, тогаш пријавија дека недостасуваат артефакти од депото на музеот. Истрагата траеше неколку месеци. Неколку дена пред да ги уапси, полицијата влезе во домовите на сите, за кои се сомнева дека се вклучени во големиот криминал со артефакти. Бараше докази, дрвени икони, керамички, вазни, бронзен накид. Цел и беше и домот на поранешниот директор на музеот Перо Јосифовски. Претресот траел со часови, куќата испревртена, но историско богатство полицијата не пронашла. Пред да заминат се случил сомнителен разговор, раскажува сопругата на Јосифовски, пред чии очи се одвивало. Еден од полицајците доби телефонски повик. Не можам да кажам точно со име и презиме од кого. Меѓутоа, јас и сопругот бевме сведоци на тоа јавување. И она што ние го слушнавме беше добар ден, министерке, да, кај Перо сме, нема ништо. И потоа замолче и слушаше некакви упатства, веројатно, и дури потоа почнаа да се собираат имено тие фотографии и некои предмети кои што маш ми ги имаше изработено за еден маскембл на малиот помал син која беше за 1 април. Се разбира вештакот потоа во истрагата потврди дека нема ништо значајно во сето тоа. Ова предизвикало сомнеж дека нешто им се спрема. Истрагата тече, а во меѓувреме обвинетите се во притвор. Семејствата пишуваат преставки како до Народниот правобранител, така и до Хелсиншкиот комитет и Транспарентност Македонија. Алармираат кај организациите. Од им е повредено правото на презумција на невиност, а и предолго се држат во притвор. Отвораат повеќе прашања. Од самиот почеток на целава работа по откривањето на кражбата, фактички имаше некакви индиции кога е настаната. Значи, отприлика се предпоставуваше и тоа истрагата го знаеше отприлика 2 недели пред пријавувањето и дури се посочуваше и на можен сторител или сторители. Меѓутоа, наместо да се дозволи истрагата, истражните органи да си ја завршат професионално работата, да се најдат предметите, да се најдат сторителите, некако некој го измести фокусот со намера очигледно од вистинските луѓе кои што го сториле тоа, кои што се уште не се познати и предметите никогаш не се пронајдоа. Судењето започна и без исчезнатите предмети. Се изнесоа доказите, се гледаа снимките од музејските камери, се даваа искази. Пресудата беше објавена на 20 март годинава.
Револтот од големината на казната предизвика и инциденти меѓу роднините на осудените. Мојот татко се имаше буквално вложено во оваа работа. Ако отворите и погледнете, тој ги имаше најголемите археолошки достигнувања направено за оваа земја. Значи, он отпочна оној проект, негова беше идејата и ја работеше, во кој се искупуваше цела Македонија да се најдат вредни археолошки работи што ќе ја презентираат Македонија. Значи, си ја работеше толку честно работата и толку го напреди музеот, да ова да му биде еден подарок од владата на Груевски. Притворот судот им го продолжи на тројца, меѓу кои на двајцата директори. Останатите обвинети и покри тоа што од слобода ја слушнаа пресудата, се шокираа од висината. 3 години затвор за мене се исто како смртна пресуда. Јас не сум роден да лежам во затвор. Јас ќе умрем во затворот. Тие тоа и го сакаат. Поздрав од ова место на инспекторот, велеинспекторот, полицаецот Бојич, експертот за овие работи. Нити арамија бара, нити злато бара. Бара крв за јавноста. И еве крвта за јавноста. Нема сторители на делото. Нема го златото. Археолог е една од најблагородните професии. Знаат за себе да кажат археолозите. Оти бара многу откажувања и труд, ама предизвикот да се копа по историското културно наследство е голем. Целиот свој работен век го поминуваат на наоѓалиштата, истражуваат, ископуваат, анализираат, за да дојдат до предмет кој бил дел од животот на минатите цивилизации. Неплодните локалитети за нив се разочарување. Ние сме многу жалосни кога има така наречени стерилни терени, кога многу мало нешто се најде. Ако се најде нешто подобро, повеќе, позанимливо за науката, тогаш сме многу поносни и тоа сакаме да го представиме. Не да го скриеме, не да го некаде отуџиме, него го представуваме, се пофалуваме, го проучуваме и тоа е, како да кажам, тоа е предмет на нашето професионално живеење. Значи да го одгонетниш, да го објасниш, да го обелодениш, да го пратиш во бели свет и да покажеш што се, да кажам и на крајот и во нашата земја има. За страстни копачи по артефакти во фелата важели двајцата осудени директори, велат нивните блиски. Делата за кој што е осуден, фактички не само што не се за кривично гонење, туку напротив, за нив можел да биде и награден. Имено тоа е првото е откуп на монети за музеот, кои што денеска се наоѓаат во новиот археолошки музеј со големо значење монети, за кој што дал своје стручно мислење како специјалист за нумизматика. И другото дело е поврзано со активноста, дел од активноста во реализација на еден од владините проекти за сувенири. Работел на многу проекти, на повеќе проекти бил раководител. Значи, во музеот има донесено, можам да речам, повеќе илјадници предмети. Човек што ќе внесе во музеот илјадници предмети, да биде обвинет дека на некој дозволил да отуди предмети и на него пријави тоа, мислам, тоа е надвор од умот. Веднаш по пресудата, Македонското археолошко друштво побара истражните органи да ги најдат вистинските сторители. Оти кратци на археолошки пронајдоци не гледаат во нивните колеги. Потпишаа петиција, протестираа пред музеот. Сакаме да истакнеме дека лицата осудени со драконски казни, какви што не и се познати на историјата на македонското право, стручно и честно ги открија на археолошките терени сега исчезнатите артефакти. Истите ги документираа, јавно ги презентираа на археолошки изложби и ги популаризираа во печатените и електронските медиуми. Не е прв пат, но да се надеваме дека е последен да се стигматизираат и неосновано да се осудуваат наши колеги, кои само честно си ја вршеле својата работа во условите со кои располагаат музејските установи во Македонија, услови кои воопшто не ги задоволуваат ни елементарните музејски стандарди. На страната на осудените археолози застана и нивните соработници, професори, луѓе кои ја познаваат нивната љубов кон археологијата и се големи чувари на културното наследство. Не му веруваат на обвинението,
но бараат и исчезнатите артефакти да бидат пронајдени, оти се работи за непроценливо богатство. Ние досега не добивме таков аргумент или такви докази, не се покажани нити на судењето, нити во јавноста се представени, пак ќе кажам, одредени докази со кои што се потврдува ево ова што им се случува на овие колеги. Односно се на некој начин докажува, во наводни знаци се докажува дека тие се одговорни за кражбата, а знаеме дека ништо кај нив такво нешто не е најдено. Сега семејствата се надеваат дека после жалбата ќе дојдат до правата вистина, оти онаа што ја испишаа правосудните институции, за нив останува лажна и измислена приказна. Ние сите многу се надеваме дека некој некогаш ќе се осмели да раскаже што се случуваше, зошто се случуваше, кој го измислувал случајот и со која цел, што е многу важно и за воиднина, затоа што со ова не е решен случајот, што ако и утре се случи слично дело. И мене она што ме интересира во однос на мојот сопруг, зошто токму овие луѓе беа избрани да носат некаква вина за дела кои што не само што не ги сториле, туку и немаат врска со самиот случај, а целиот случај се води по тоа име дека е кражба на музеот. Богатството на Македонија секојдневно се ископува, како што археолозите ги разоткриваат фактите за постоењето на човештвото, а историчарите ги градат, така задачата на истражните органи останува да разоткријат каде завршија скопоцените предмети, пошто ќе се раскине мрежата од сомнежи што е фрлена врз случајот музеј. Македонија е полна со културно наследство, богата со артефакти, но за жал наместо да ги красат музејските витрини, голем дел од нив завршуваат во рацете на приватните колекционери или кај препродавачите на црно. За жал, ова е организиран криминал. Ви благодариме што и вечерва бевте со год, се гледаме идната недела во исто време.